Јас сум Гоце Антонов и сум актер. Би рекол дека многу постепено, да речеме, влегов во тој професионалниот дел на целата работа. Почнав на факултетот за драмски уметности во 2019 година и во тој период немав нормално професионални проекти, но полека влегов во целиот тој свет и начинот на кој што се работи во, да речеме, во професионалниот свет на аспект аматерство. Би рекол дека многу работи научив на самиот факултет, ама и додатно имав прилика да снимам доста додека студирав и на самите сетови, а и на самите проекти што се поврзани со театар, учиш некои работи што и не ти се пренесуваат нужно на факултет, туку ги учиш од прва рака, што би скажал. Како би продолжил? Види, искрено, јас кога дипломирав, како што и секој актер се сносува со истава таа дилема, што ќе правиме сега? Бидејќи ти 4 години активно играш и ти мислиш и имаш некој очекување, се сакал неќел го имаш дека тебе животот ќе ти биде таков и кога ќе дипломираш. И сега тоа во 95% од времето и не е така. Јас имав среќата да веднаш почнам со театар за тебе и да работиме независен театар. Работиме детски представи, работиме представи за возрастни, работиме анимации, работилници и многу слични работи. Меѓутоа сакам да кажам дека точно во тој период, да речеме, се погоди, тајмингот многу убаво се погоди, да јас веднаш продолжам да работам. При тоа би рекол дека од академија до ден денес и немам баш да станат повеќе од, да речеме, месец, два. Што е многу убаво нешто, на кое што сум горди, секако благодарен. Во моментов сум избран за 2 филма, меѓутоа се уште сме во, да речеме, во една фаза каде што не би можел да споделам нормално повеќе работи, или сум многу среќен, искрено тоа. Тоа што би можел да го споделам е, сега имаме детска представа која што има премиера на 25 март, која што е еко представа, односно има еколошки теми и сум многу возбуден за истата. Јас спремав на последниот месец и пол можеби. Тоа е дефинитивно нешто што би сакал да го спомнам, се вика Лорак се последното дрво, епизодите се вика така. Друго нешто што би го спомнал во овој момент возбуден сум за 29 март, значи на 29 март имаме премиера на серија, на ТВ серијата Утре наутро, која што прво беше излезена како филм, а сега ќе биде пласирана како серија на ТВ Аустро. И за тоа сум исто. Би почнал со One More Game, тоа е филм што излезе сега, меѓутоа е сниман пред 3 години, тоа е мојот прв долгометражен филм. Тоа како искуство беше секако интересно, бидејќи ми е прв долгометражен, а второ бидејќи екипата беше од Холандија и тоа беше холандско-македонско-америчка копродукција, да речеме, бидејќи американец не е продуцентот и други некои соработници. И беше интересно бидејќи доста од сцените се снимаа на англиски, а и при тоа се разговараше позади на англиски и имаше еден, да речеме, холандски дух целото тоа снимање, што беше многу интересно да се види. Тоа е таа една прецизност, тоа едно планирање до детал напред. И мене тоа ме фасцинираше и што не е нужно секогаш така на нашите филмски сетови, но понекогаш е. Тоа што ми беше интересно, да речеме, е во тој филм јас играм помалу улога, меѓутоа има многу технички моменти кои што треба да се запазуваат и ти тука ги учиш. Да бидам искрен, сите имаме ние тенденција да мислиме на метод актинг, да мислиме на некои како да останеш во карактерот, некои психолошки состојби. Всушност дека имав можност да внимавам повеќе на да речеме дали е крупен кадар, дали е таков кадар, зошто го правиме од тука, некои технички моменти што ги мислиш беа повеќе, да речеме, во акцент, отколку тоа психолошки состојби и слично. Дека немаше нормално работа на лик, ама други работи научив, да речеме, од тоа снимање. А од снимањето на Утре наутро пак, таму играм главен лик и тоа ми е вториот долгометражен и тоа беше далеку покомплексно, да речеме, психолошки покомплексно за играње. Мислам дека ќе видите. Се надевам. Така што таму учев кој е мојот метод, таму си го барав мојот метод на игра. Значи,
како јас ќе пристапам на овој лик и како ќе го најдам јас ликот преку односот со самиот режисер. И со режисерот некои работи што ги разговарахме ми доловија многу работи, меѓутоа имаше некои ситни, да речеме ситни, не се финеси би рекол на самиот лик, кои што ги најдов сам. Така што дефинитивно се многу убави искуства, дефинитивно многу различни искуства, лекциите се секако различни, и во различни сфери, меѓутоа многу убави искуства во кои се посвечени. Ви имаме генерално проблем, колку што знаеме, со тоа што малку се снима. Кај нас реално малку се снима и малку поспоро од такви работи, за разлика да речеме од Србија што ни е многу близко, каде што има многу повеќе снима и многу повеќе можност да се развиеш како филмски актер. Кај нас ги има тоа како што знаеме тоа дека е кај нас многу, но проблемот секако е нормално во спонзорства и во финанси, и во буџети, и се ни е тоа јасно. Меѓутоа имаме и ние тенденција малку и да сега ова е моје видео, има тенденција малку да се плука по своето тоа. Не велам дека не треба да се има критика, меѓутоа имаме тенденција да плукаме. Например, не знам, ако Србин прашаш Јужни ветар, тој веднаш вели Јужни ветар е горд на тоа, кај нас помалку го гледам тоа, помеѓу младите гледам помалку интерес за самите филмови, значи не гледам толку дека луѓето сакаат да гледаат македонски филмови, дури и кога ги имаме. Значи, ја нема потребната фама. Да, може би на социјал медија, на социјалните мрежи ја има, меѓутоа вака меѓу луѓето ретко не мислам дека има доволно гледаност македонскиот филм како таков. Потоа, мислам дека имаме многу квалитетни режисери, мислам дека имаме многу квалитетни глумци, мислам дека има стварно квалитетни сценарија. Меѓутоа сите тие самата состојба во која што е нашата држава, да речеме, толку многу натежнува на ова да знаеме сите дека има проблем, а никој нема решение за истиот проблем. И се вртиме во круг и зборуваме како не се прави. Всушност има, сакам да кажам, има елан, има желба и кај актери, и кај режисери, и знам ствар, навистина гениални режисери со гениални сценарија. Едноставно многу тешко се доаѓа кај нас и до пари, а и за да може да се снима, исто така и кога ги има парите се многу мали за да снимиш долгометражен како што треба да го снимиш. Така што да речеме тоа е проблем што сите го знаеме, решение јасно. Така да. Убавината на независниот театар, а воедно и да речеме проблемот на независниот театар е тоа што правиш се сам, вашиот тим го прави тоа, ние не добиваме секогаш буџет од, да речеме, Министерство за култура или од било која страна, туку се правиш сам и очекуваш дека тоа што го правиш, дека ако го правиш со доволно жар и со добар тим и договорите, не знам, и костими, и сценографија и се доаѓа од вас и тоа евентуално ќе се исплати. Дека евентуално со доволно изведи, веројатно би ти се исплатил. Значи, го немаме тој луксус како што го имаат нормално институционалните театри, тоа го знаеме. Убавината на тоа е слободата. Имаш еден друг вид на слобода, на творење и кога ме праша што ми е најдраго, веројатно ми е дуодрамата Те чекам. Тоа е дуодрама која што е на Театар за тебе и играме јас и Ангела Левкова. И е дуодрама која што го обработува проблемот на машкото ментално здравје. Што како тема е многу интересно, многу ретко се збори за тоа. За некои, да речеме, притисоци што ги имаме во самото општество, каде што мажите не плаќаат, мажите за мал милион изреки. И принципот на кој што е работена ова представа е за некои примеси на театар на јавноста и прилично интерактивна. Мислам, иако е дуодрама, таа интерактивна со публиката, каде што публиката има директно учество во самиот процес, во самата представа. И баш ги отвараме на доста интересен начин тие некои шкатливи теми што не се зборат. И ми е искрено многу драга дека бидејќи сум, да речеме, таму цел саат сум на сцена и е бара еден друг улог, една друга концентрација, една друга посветеност и присутност. И затоа ми искрено многу драга и драга ми е дека е направена од четворица луѓе.
Јас искрено можам веднаш да ти кажам да, а ќе ти кажам и зошто. Тоа зависи од актерот кој што ќе го прашаш. Ако јас влезам со очекување дека ова е второстепено, дека не е доволно вредно како институционален театар, тоа ќе се види на сцена и самите представи нема да функционираат. Ако јас влезам со искрена љубов како што би работел во институционален театар, со истата љубов и посветеност во самиот процес и се грижам за крајниот резултат, се грижам за тоа што сакам публиката да го добие. Јас сум искрено среќен, јас сум многу исполнет од самата работа и мене ме исполнува секојдневно. Така што прилично често играм и се осеќам дефинитивно како не само исполнет, туку реализиран дефинитивно. Така што мене лично ме исполнува независниот театар, а за другите не можам да кажам. Значи, мојата работа со млади конкретно почна кога јас бев 4-та година на факултет. Бев викнат од мојата професорка Татјана Алексич да работиме на една хуманитарна представа во Корчаги, каде што претходно бев ученик и дел од драмското. И сега таму имав можност да работам со деца што се од прва до 4-та средно. И беше уште тогаш ја осетив, како да кажем, осетив возбудата и желбата да го правам тоа. Меѓутоа никогаш активно не го барав тоа, барем не во овој дел од живот. Сега случајно се најдовме со Весна Петрушевска, која што ја држи актерската школа Весна Петрушевска, каде што јас почнав пред месец дена да држам часови и сум многу возбуден околу тоа и ми е многу интересно да го искуство, бидејќи навистина имам чувство дека имам што да им пренесам и да речем некои делови каде што режирам во самата представа ми освестуваат љубовта кон режијата, нешто што недоволно сум го, да речеме, недоволно сум го искусил во животот. Така што работата со деца е дефинитивно преинтересна и ќе видиме како тоа ќе се развие, меѓутоа за сега сум многу задоволен и сум спокоен на тие деца. Филм. Независност. Вие. Зависи кој прашам.